појавена сега повторно во студиото од мојата десна страна. Ирена, повторно имаме интересна, би рекла, гостинка, затоа што и пред малку имавме тема за врсничкото насилство кај нас, за жал, што е се почесто. Со внимание ке слушам и јас и гледачите. Добро утро за гостинката Александра Филипова, млада девојка, инаку национален младински од Националниот младински совет на Македонија. Ке разговараме за онаа национална стратегија за ментално здравје кај млади, па јас би сакала, Ирена, ако дозволиш, само едно прашање. Што се случува со младиот свет во Македонија и со менталното здравје на младите? Како што ќе да знаете и понатаму од разговорот, многу работи се случуваат, многу предизвици имаат младите, особено во поглед на менталното здравје. Стресот, анксиозноста, депресијата, како што може да видите, веќе и се рефлектираат и во останатите аспекти на општеството и во претходните теми кои што ги опфативте во емисијава, така да се тоа ќе разговарате со Ирена токму оваа тема, ќе слушам внимателно, како што кажав, сигурна сум и гледачите се многу заинтересирани. Ајде да започнеме со разговорот. Благодарам, Слободанка. Еве, како што најави Слободанка, официјално Александра, добро утро. Добро ли дојде во утринската програма. Да те најавам и јас, Александра Филипова, програмски менеджер во Националниот младински совет на Македонија. А ке зборуваме за националната стратегија за ментално здравје кај млади. Ама пред да зборуваме за ова е програма веќе така по која што вие работите, сакам да накусо за почеток да збордва за Националниот младински совет на Македонија. Кога е формиран, кои се членува, кои се младински организации го сочинуваат и кои се неговите активности? Супер, фала ви на прашањето. Ние сме организација која што постои повеќе од 10 години. Представничко тело на младите во земјава. Броиме повеќе од 50 организации и членки, а може да членуваат кај нас различен профил на младински организации, организации за млади, сојузи и политички подмладоци, а од последно од ново и универзитетските собрања на универзитетите, од како ќе се формираат и од како ќе постојат 2 години од нивното формирање. И нашата цел и идеја ни е заедно, како цел младински сектор во Македонија, да застапуваме за потребите на младите, да креираме документи, да креираме политики, да креираме друг тип на активности кои што на младите ќе им помогнат, без разлика дали станува збор за подобро вработување, квалитетен стандард, младински стандард, дали станува збор за политичко учество на младите, мониторинг и евалуација на веќе постоечки политики за млади, креирање на нови политики за млади, значи се она што на некој начин може да се поврзе со младите, нашата визија и мисија. Тоа се вашите активности, нели вашата главна цел. Ме интересира како младите може да дојдат до вас. Каде може, како да се зачленат? Кажавте дека вие кај вас се опфатени сите младински организации во Македонија, ама како да дознаат за вас? И од која до која возраст? Од 15 до 29 години, така? Од 15 до 29 би било најоптимално, нели, според дефинициите за млади во земјава. Може на социјалните мрежи да дознаат за нас и за сите наши организации и членки. Младински? Национален младински совет на Македонија, и на Инстаграм, и на Фейсбук, и на LinkedIn, и на сите социјални мрежи младите што ги користат. Вие младите баратате многу добро, многу подобро од нас, од мене и од Слободанка, од социјалните мрежи, значи лесно се наоѓате. Е сега, она што е многу важно, периодов и она што ни се случува за жал во последно време, а тоа е врсничко насилство. Зборуваме за национална стратегија за ментално здравје кај младите. Пред да зборуваме за ова, бидејќи си млад човек, она што ја потресе јавноста и социјалните мрежи, и вчера, и во текот на викендот, па и претходно, агресија многу кај младите, многу немир, 15 годишни девојчиња, нели вчера, завчера кога беше, беа во центарот на Скопје, во сред бел ден учесници на една тепачка. Од каде и како таква агресија кај толку млади девојчиња? Па, ова можам навистина да го поврзам. Бидејќи оваа возраст, 15 години, веќе може да членуваат кај вас, нели? Да. Затоа ме интересира како млад човек, млада девојка, еве вака, твоето размислување. Па да, јас ова би го поврзала повеќе базирано на податоци. Токму една од стратешките области во Националната стратегија за ментално здравје и активности кои што ќе помогнат за превенција на врсничкото насилство, бидејќи и истражувањата што ги имаме и од лани, од 2021 покажуваат дека тоа
се почесто и почесто се случува и дека е еден од поголемите предизвици со кои што се соочуваат младите, кои што понатаму влијае на нивното ментално здраве, нели, Каде загриженост и потврламе како родители, како еве другари меѓу вас, како општество, како заедница, каде потврламе? Каде е проблемот? Вие младите, каде го лоцирате проблемот за ова? според истражувањата, конкретно каде младите го лоцираат проблемот за да станат агресивни, не може да знаеме, немаме такви податоци се уште официјални, меѓутоа нормално дека станува збор за социјалната околина. Во училиште, ако тебе тоа ти е сликата која што секој ден ја гледаш, ние прашувавме додека креиравме стратегијата дали родителите дома користат некои воспитни мерки од типот на шлаканица или друго нешто користат. Тоа е сликата која што оставаш на сопственото дете, дека треба да употребуваш насилство за да се справиш со некој предизвик, со некој проблем, така што така ни влијае околината. Политичката ситуација во Македонија е таква каде што насилство, без разлика дали е вербално или физичко, многу често се користи. Тоа е примерот кој што го оставаме на младите. Така. Националната стратегија за ментално здравје кај младите, што опфаќа оваа стратегија? Па веќе напоменавме една од темите, уфаќа како ние да им помогнеме на младите кои што се справуваат со врсничко насилство, но и превенција на врсничкото насилство, како воопшто да не дојде до него. Понатаму уфаќа и рана превенција и интервенција доколку е потребно и за оние работи кои што се почесто ги подзабораваме и ги сваќаме како да треба да се дел од секојдневието, а не треба станува збор за стресот, за анксиозноста, за депресијата. Истражувањата нас ни покажуваат дека повеќе од 50% од младите секојдневно се соочуваат со овие предизвици, значи се под огромен стрес, имаат суицидални мисли, депресивни се, анксиозни се. Над 50% во Македонија од младите имаат суицидни мисли. Да, некогаш помислеле. Не се дрзнале да го направат чекорот, меѓутоа навистина имаме сериозни податоци кои што понатаму придонесуваат ете и зашто младите се поагресивни на страна од сликата општеството што им ја дава, ама и ова се податоци кои што тебе ти прават некој внатрешен немир, ти прават да не се чувствуваш добро и понатаму во зависност од каков ти е карактерот да избувнуваш, така што тоа гледаме да го фатиме за воопшто да не бидат под стрес, да не бидат анксиозни или доколку општеството те поттикнува да станеш да бидеш под стрес, анксиозен, да ги научиме како да се справат со тоа и да поставиме механизми. Како им помагате на младите? Имате, организирате работилници, знам дека зборувавме дека интересот е огромен. Кажавте за 5 дена над 250 млади се пријавиле да присуствуваат на овие работилници за ментално здравје. Значи, добро е што се свесни дека имаат проблем, добро е што се свесни дека треба да се соочат, да го прифатат проблемот, па да го решат, така? Да. Значи, кажавме депресија, анксиозност, стравови, така? Се поголемиот дел дел од главните тие што се со најзагрижувачки податоци, инаку има многу други загрижувачки податоци, дека финансиски не може да се обезбедат советување и поддршка од психолог или друго стручно лице, проблеми со училиште, со работа, предизвици каде што не осеќаат доверба да побараат помош, односно чувствуваат срам да побараат помош, бидејќи мислат дека околината ќе ги осудува и ќе ги етикетира дека имаат некој проблем, дека нешто не е во ред со нив. Само 50% во потесниот круг на семејството чувствуваат дека може да се обратат, да се изразат дека има некој проблем и да побараат поддршка и најчесто фигурата во која што би побарале поддршка е мајката, не е таткото, не е други членови на семејството, не е ниту партнерот, не се ниту другарите. Значи 60% никогаш не побарале ни поддршка, ниту се обратиле кај училишниот психолог и педагог и се ова можеме на некој начин да го поврзаме дека ако ти немаш воспоставен систем. Зошто се тогаш тие психолози и педагози во училиште ако децата не се обраќаат таму? Дали знаат дека децата може тамо да се обратат? Знаат, меѓутоа оно што на терен се случува е дека кај психолог и педагог се оди само кога ќе бидеш немирен или кога ќе направиш нешто на училиште. А некога имаш некој личен проблем или за себе развој, за кариерно советување, за кариерен напредок, значи за било што треба да се овие две фигури во училиштето. А ние живееме во систем каде што и училишниот психолог и училишниот педагог повеќе работат администрација и не може реално дури да се на страна од администрацијата, дури да се ослободени од тоа, не може две индивидуи со 8 часа работно време, значи 16 часа во текот на работниот ден, да уфатат
цела гимназија од 2000 ученици. Значи невозможно е да научиш кои ти се учениците, кои името да им го запамтиш, а не па да се посветиш на нивниот проблем и предизвик, така што целиот систем ни доловува и ни објаснува зошто кај нас за 5 дена се пријавиле 250 млади кои што сакале бесплатна поддршка, бесплатни советувања со психолог и со друг сертифициран човек кој што може да им помогне во оваа насока. Добро е што сепак се обратиле. Меѓутоа, ме интересира, еве, млад човек се соочува со проблем. Имам читано дека скоро секој втор тинејџер се соочува со депресија. Кога ќе ја препознае оваа депресија, каде се обраќа прво? Кажавте мајката, ама кај вас се охрабрува да се охрабрат да се пријават и кај вас, што е навистина за пофалба. Кој друг може да помогне овде во овој синџир, бидејќи не може мајката сама, така? Треба мајката да се охрабри да понатаму, нели, психолог, педагог, можеби кај вас. Да, па ние токму затоа една од областите и во самата стратегија е популаризирање на дигиталното ментално здраве. За во било кој момент, било кој што ќе почувствува дека сака да се обрати некому и да добија поддршка, да може тоа од удобноста на својот дом, на својот мобилен телефон да го направи. Станува збор, нели, за млади луѓе, ретко дека некој ќе патува час за да отиде негде да закаже. Младите луѓе меѓу себе? Вака доколку имаат исти проблеми? А и мислам дека колку почесто им даваме дигитални содржини, толку почесто тие и ги конзумираат и си само помагаат. Оно што ние можевме да го забележиме од како ги потрошивме, ајде послободно да се изразам, бесплатните сесии за млади, креиравме прирачници за самопомош, за стрес, анксиозност и депресија и ги поставивме, нели, кај нас на сајт. Во 10 годишно наше постојање, тоа се најчитаните и најсејвуваните содржини што сме ги објавиле. Сме објавувале... Ама ова е сериозна бројка, навистина. Да, сме објавувале интересни содржини, грантови за самовработување, менталното здраве, темата која што број 1 ја листале, ја читале, збориме без реклами, органски рич, така што кога ќе им понудиш, свесни се дека имаат предизвик и сакаат да си помогнат. И работилници кога организираме, имаме канцеларии на национално ниво по различни градови, често правиме и за месецот на ментално здраве активности. Навистина интересот е огромен. Не можам да ви доловам. Имаме сега нешто во најава околу овој програм? Па, кажавме дека имавте работилница 250 луѓе ја посетија за 5 дена. Има нешто ново во сесии за бесплатно ментално здраве и се пријавија. Имате ли нешто сега во најава да се посветиле на тоа да се креира конкретен и да се усвои акцијски план за реализација на националната стратегија за млади, за топката малце да ја префрлиме и кај институциите, зашто важно е супер што ние како младински организации, како Национален младински совет им помагаме на младите, но тоа не е суштинското и тоа не е структурното решение. Не може државата да ги остави младите да се снаоѓаат заедно со младинските организации. Со оглед на тоа дека сега зборуваме за национална стратегија освоена од страна на државата, а ние ја изработивме, можам да кажам дека има слух. Меѓутоа, она во кое што секогаш како држава и сите заедно потфрламе и имплементацијата на активностите и на работите кои што заеднички ќе се договориме дека треба да се реализираат. Оно што овој пат ме радува е што веќе дел од активностите што ги имаме ставено во стратегијата се во фаза на реализација. Најавено е, односно веќе се реновира во општина Бутел советувалиште, постоечка зграда која што ќе се преадаптира за младите да може таму физички да отидат во двосменско работење, да си обезбедат советување или разговор со стручно лице. Веќе почнуваме да зборуваме и за како да направиме, како да го овозможиме и доближиме дигиталното ментално здраве до младите, така што мислам дека конечно свативме дека еден без друг и ние како држава никој не може да направи некој прогрес и некоја промена и темава изгледа сите разбраа конечно после 4 години дека е навистина важна и дека многу влијае на многу други аспекти од општеството и дека треба што порано да ја пофатиме за да не дојдеме до фаза на интервенција, туку да може да превенираме пред да се случи нешто. Многу е добро што ова го работите како млади луѓе од 15 до 29 години. Ве охрабруваме и ние медиумите да продолжите понатаму со сите ваши активности и сосема накусо за крај да споменеме и некои други активности покрај овој проект што го работи Младинскиот национален совет на Македонија. Да, па ние имаме
реализиравме проект за социјално вработување кај млади, каде што дававме грантови за социјални предпријатија да отвараат младите луѓе, правиме годишен мониторинг на законот за младинско учество и младински политики. Во тој закон е навистина важен закон, важна легислатива во земјава за младите. Таму се дефинира што е млад човек, дека секоја општина треба да формира локални младински совети каде што младите ќе учествуваат преку нив во работењето на општината, ќе треба да се прави локална младинска стратегија, центри за млади, младински центри каде што младите ќе можете да се советуваат ако сакаат со некој да реализираат активности, да учествуваат бесплатно на активности, други сервиси за нив, така што навистина голем број на активности имаме, за сите редовно известуваме на нашите социјални мрежи. Сите младински организации во било кој момент може да ни испратат апликација за членство кај нас. Сите млади луѓе се добро дојдени да ги следат нашите канали, да ги следат нашите активности, да учествуваат и кај нас и кај нашите организации членки, така што за да не раскажувам 20 проекти сега, таму би можеле сите информации за нив да ги најдат. Од режија ми јавуваа дека тука ни е крај на разговорот. Александра, благодарам што оба утро одвои за нас и за нашите гледачи. Ги информиравме младите каде може да ве најдат, тоа се социјалните мрежи, бидејќи вие сте тие кои што ги користите најмногу. Благодарам уште еднаш, ние сме тука отворени за вас, за секој нареден проект да го најавиме и да го представиме. Благодарам за гостувањето уште еднаш. Благодарам и јас. Само едно кратко прашање ќе ми дозволиш, Ирена, па да завршиме. Би сакала да знам кога младите се жалат од булингот, врсничкото насилство. Ние го видовме ова, преминува веќе во некоја тешка агресија, да кажам, каде што не е убаво апсолутно за никој од сите нас тоа да го погледне. Меѓутоа, кои се најголемите проблеми со кои што се соочуваат кога доаѓаат ке вас и сакаат да споделат како вид на врсничко насилство најмногу се случува во Македонија? Конкретно кај нас досега се немаат баш пожалено за врсничко насилство. Оние области кои што им се најпопуларни се работа, семејство, партнерски односи и процес на образование. Сега под процес на образование и би спаднало врсничкото насилство, меѓутоа кога аплицира, го карактеризира како образование. Веројатно станува збор се почесто и почесто е сајбер булингот, но тоа ни државата нема измислено начин како да ги заштити. Меѓутоа и вербалното насилство, вербалниот булинг се уште ние го сметаме за нешто што е секојдневие. Потоа депресиите, анксиозноста и стравовите. Токму затоа и оваа тема се најде во национална стратегија за ментално здравје. Убаво што може на било каков начин да се помогне. Благодарам.